Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е министерот за економија Крешник Бектеши. Министре, речиси 2,5 години сте министер, а околу 2 години бевте во сериозен конфликт со пазарџиите во врска со законот за пазари. Сега решивте воопшто да го повлечете и да не стапи во сила. Зошто овој период од 2 години не го искористивте за да ги подобрите работите во законот и тој да стапи во сила од 1 јануари? Ние во текот на ова година, посебно имајќи во предвид дека одлучивме да го пролонгираме тој закон, сме разговарали се со сите затегнати страни, вклучувајќи ги тука и организаторите на зелените пазари и трговците внатре во зелените пазари, но истовремено и стопанските комори кои ги представуваат нив. Заеднички одлучивме да работиме на ново законско решение и затоа ние како влада одлучивме да предлагаме на собранието нов предлог закон за прекинување на важноста на постоечкиот закон. Имате ли некаква рамка кога може да го очекувате да биде спремен новиот закон? Ние имаме драфт на новиот закон каде што е предвидено да бидат вклучени сите стопански комори, да можат сите да издават лиценци што се однесуваат до трговците, но треба да ги додефинираме некои работи директно со трговците во зелените пазари. Според плановите, акциониот план што го имаме ние во Министерството за економија, тоа би требало негде да се усвои во владата, откако ќе ги помине сите процедури, ќе се стави во јавна дебата, откако ќе бидат ставени сите здруженија внатре во работната група. Ние очекуваме негде во март, април тоа законско решение да биде усвоено во влада, па после ќе видиме кога тоа ќе биде усвоено во собранието, пошто ние не знаеме кога може собранието да го усвои тоа. Како министер за економија задоволни сте од она што го доби министерството од буџетот за 2020 година? Јас сум повеќе од задоволен што се однесува до буџетот кој ние како влада сме го определиле за предпријатијата во нашата држава, но истовремено ние сме најавиле дека наредната година многу ќе инвестираме во човечкиот капитал, иако тие мерки не се спроведуваат директно од страна на Министерството за економија. За мене како министер е многу важно за тие мерки да бидат реализирани, да имат интерес во предпријатијата, се со цел да ги зголемиме првично платите во приватниот сектор. Ги споменавте субвенциите за возилата. Постои впечаток во јавноста дека има некоординираност во владата. Вие најавувате субвенции, Министерството за финансии се спротивставува на таквата ваша одлука. Зошто се доведувате во вакви ситуации? Значи, не се спротивставило Министерството за финансии. Ние во влада сме ги дискутирале овие мерки. Ова мерка не излегува само како програма што е предвидена од страна на Министерството за економија. Ова е преточена во законско решение. Ние се откажавме во моментот од оваа мерка, имајќи го во предвид ограничувачкиот аспект што ја има таа мерка. Генерално мерките каде што е наведен буџетот и директно се плаќаат од буџетот се реализираат согласно принципот прв дојден, прв услушен. Оваа мерка за купување на нови коли приоди во голем интерес од страна на граѓаните, а ние не можевме да обезбедиме повеќе од 3 милиони евра, да бидам искрен пред јавноста, а тоа значи дека имаше голема можност многу граѓани да остануваат без да добиват директно субвенции, имајќи во предвид дека ние ќе можевме да им ги дадеме до лимитот кога ќе бидат исцрпани тие средства. Државата често има трговски проблеми со Косово, додека сте вие министер два пати, еднаш со рибата, еднаш со овошјето. Може ли да направите нешто за да не доаѓа воопшто до тие проблеми со Косово? Јас не верувам дека овие се големи проблеми, трговски проблеми меѓу Северна Македонија и Косово. Ние имаме одлични односи, тоа е еден од нашите главни партнери и работиме за да создаваме уште подобри услови, се со цел да имат придобивка стопанството првично во Северна Македонија, но зошто да не да се интегрираме и регионално. Додека сме кај Косово, македонските стопанственици со години се жалат на лошиот пат
од Скопје до границата со Косово. Се работи за 12 километри кои што се ветени во владина програма уште во 2011 година. Сега вие најавувате дека почнувате со изградба и дека ќе бидат готови по 2022. Зошто е потребно толку долго време да се направи пат од 12 километри? Ние веќе во влада сме 2 години, кога се формираше ова влада, ние директно и како ДУИ, едно од главните барања беше и градењето на овој автопат, значи автопатот Скопје-Блаце. Веќе почнавме со проектот, со инфраструктурниот проект и само за првичните 2 километри од болницата имаме и основен проект и ревизија, но истовремено и објавивме и тендер. Можам да споделам со вас дека веќе во тендерот се пријавени 3 потенцијални инвеститори или да речем градежни компании кои се заинтересирани да го градат тој пат. Тендерот за 2 километра. За првите 2 километра, но паралелно на тоа се работи на тендерот за целосната делница и јас сум убеден дека наредната година, почетокот на наредната година ќе почне со градење автопатот Скопје-Блаце. Жителите на Гевгелиско, министре, побараа да ви истражува и антикорупцијска комисија и јавното обвинителство за случајот со рудникот на Кожув. Вело дека по 3 негативни мислења од општината, повторно даварате вие мислењето општината. Што е проблемот со рудникот во Кожув? Зошто не го потпишувате тоа? Превземењето на функцијата министер за економија, неколку пати сум се сретнал со представниците на СПА Гевгелија, но не само, и главном со невладините организации од југоистокот на Северна Македонија. Тие многу добро знаат дека од страна на Министерството за економија се разрешени големи прашања, беа укинати и концесии, и од страна на Министерството за економија се пратени во влада предлог одлуки за едностранен раскид на концесии со нивно барање. Ние како Министерство истовремено и сме ги посетиле, сме ги слушнале нивните аргументи и сега пред изборни, ако сакат да направат или да добиват некои политички поени, првично, пошто мене не ми е јасно што не потпишуваме ние како сериозна институција. Има ли рудник на Кожув? Ние како сериозна институција постапуваме согласно Законот за минерални суровини и согласно Законот за јавно-приватно партнерство и концесии. Таму точно, прецизно се наведени процедурите како се дават концесиите. Има разлика за концесии кои се даваат за детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација. Ние како институција ги проследуваме тие документи во владата на Северна Македонија и согласно Законот за минерални суровини и други закони во Северна Македонија, концедент на сите концесии во нашата држава е владата на Северна Македонија. Министерот за економија и институцијата Министерство за економија само може да предлага, а одлуките ги носи владата на Северна Македонија. Тоа значи дека вие немате ингеренции во овој случај? Јас не знам за конкретниот случај, ако има негативно мислење од страна на општината, што ние бараме мислења од 7 институции, вклучувајќи тука и локалната самоуправа, значи тогаш секако дека нема да се дават концесии. Да, тие вело дека 3 пати Советот на општината дал негативно мислење. Има процедури во државата, тие треба да ги научат процедурите. Речи си 18 години Али Ахмети е лидер на ДУИ. Ниту еден политичар не бил на чело на ниту една партија во Македонија толку долго време. Имате најавено конгрес на 21 декември. Ке има промени во раководството? Мислите за лидерот? Дали јас мислам дека Али Ахмети има уште многу да му даде на политиката во Северна Македонија, имајќи го предвид дека ние веќе ги решавме сите крупни прашања, сме пред зачленување целосно во НАТО, пред почнување со преговорите со Европска Унија, во ДУИ екипата што победува не се менува, посебно тренерот или лидерот, секако дека ќе има измени во раководството на ДУИ, но најбитно и најглавно за граѓаните, за поддржувачите на ДУИ е тоа дека ДУИ ќе излезе со една нова програма која ќе биде основена во 5 столбови, а тоа ќе го оставиме за
да се дообјасни во Конгресот. Јас мислам дека ќе биде една од најдобрите програми на политичките партии што го имат не само во Северна Македонија, пошто тука за ДУИ нема конкуренција, секако дека се знае, но тоа ќе биде една одлична политичка програма што секако дека во наредните години ќе се пропишува и од страна на другите партии во регионот. Споменувате тимот што победува не се менува. Од 19 пратеници ДУИ сега има 10 и од околу 150.000 гласа ДУИ сега има околу 85 до 70.000 гласови. Чија е вината за овие бројки? Значи не сме 2016, моментално сме 2019. Изборите се предвидени за 2020 година, вие ги имате и анкетите и тука многу јасно се кажува која политичка партија има најголема... Има сериозен пад на број на пратеници на гласови. Значи не зборувам за падот на пратениците, зборувам за тоа што го кажуваат анкетите. Анкетите покажуваат дека ДУИ се поддржува во мнозинство кај албанците, но зошто да не и во другите етнички Очекувате заедници. повеќе пратеници од сега што имате? Не дека очекуваме, ние тоа сигурно ќе ги добиеме и ДУИ ќе биде одлучувачки фактор во наредните избори на тоа како ќе се движи Северна Македонија, а Северна Македонија нема друга алтернатива освен членството во Европска унија. Министре, ви благодарам на одвоеното време. Задоволство. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.